Општина Берово со пари од јапонската влада ќе ја реновира здравствената установа во село Двориште. Постоечката зграда сега се наоѓа во многу лоша состојба, откако незината основна конструкција пропадна како последица од поплави. Со грантот ќе се обезбедат средства за поправка на кровната конструкција, ќе се заменат прозорците и вратите и ќе се обезбеди соодветен систем за дренажа, кој во иднина ќе го заштити објектот од поголеми поплави, истакна директорката на здравствената установа во Берово. Бев на подпишување договор со јапонската амбасада во канцеларијата во Скопје. Беа присутни од јапонската амбасада и подпишавме грант во висина од 29.270 евра, кои ќе бидат наменени за реновирање на станицата здравствена во село Двориште, која настрада минатата година 2015 од невремето од поплавите. Така, што се ќе биде реновирано или целосно? Целосно реновирање ќе биде на зградата, во исто време ќе се прави и дренажен систем околу здравствениот објект, заради тоа што од површинските води фактички беше и најголемото оштетување. Приватизацијата ќе започне на 1 април, се знае точно значи датумот на почнување, а се рачуна да се заврши 2016 година негде до ноември месец. Амбасадата на Јапонија од Виена подпиша 5 грант договори со кои ќе се обезбедат вкупно 302.000 евра за реализација на проекти во Македонија. Дел од проектите се однесуваат на реновирања, а дел се помош за моменталната бегалска криза. Проектите се финансирани од програмата Грант помош за поддршка на мали проекти, основана од владата на Јапонија. Преку оваа програма, која започна од 1996 година, досега се спроведени над 100 проекти во вредност од 6 милиони евра.